средба. Ги чекаме во секој момент стартерите да се појават на паркетот. Дуел во рамките на Библ Балканската лига, кој што доаѓа по поразот на Куманово на овој ист паркет од Сигал Приштина со број 7 Силс за гостите, со број 25 Топчов, со број 11 Ковач, со број 22 Капушан и со број 10 Сок. А во екипата на Куманово Станимировиќ, Мандич со број 23 Врањеш, Мишковиќ со број 9 и 14-ката Шарлија. Мишковиќ е во кругот, централниот круг, ќе се бори за првата топка во дуел со Саша Топчов. Првиот напад за домашната екипа, околу 1200 љубители на кошарката во спортската сала во Куманово ќе го проследат овој втор меч на интернационална сцена на своите миленици. Неуспешен е првиот напад, комбинира Шарлија и Мишковиќ. Брзо е пренесена топката на спротивната страна. Сок со флоутер прецизен. Естонецот во редовите на романската екипа, капитен на тимот, првите поени на овој надпревар одат зад неговото име. 0-2 води Крајова. Врањеш, еден од најистакнатите кошаркари во редовите на Куманово, се наметнува на почетокот на оваа сезона како еден од главните поентери, а првите поени на овој надпревар за Куманово ги постигнува Вукашин Мандич 2:2 на истекот на првата минута. Ковач, додавање за Сок, во аут оди ова додавање. 25, лична грешка, тоа е Саша Топчов, прави фаул. Напад за екипата на Куманово. Шарлија, Врањеш, пресечена оваа топка од Силс, украдена прва на овој надпревар за гостинската екипа. Врањеш го прави првиот фаул, прва лична за да ја сопре контрата на противникот, за да нема лесни поени. Интересно е, во двата состава има по 6 кошаркари од земјите од кои што доаѓаат тимовите, останатите се интернационалци. Преовладуваат србите во составот на екипата на Крајова. Промашување од Топчов, има лична грешка од Сок, фаулиран Врањеш. Мандич не, Мишковиќ да, но само до него одеше ова додавање. 2 поена по пресечената топка, украдена уште една за гостите. Капушан за 2:4. Проблеми со концентрацијата на стартот овој надпревар за домашната екипа. Преголема е желбата да се стигне до првиот триумф во меѓународни рамки. Мандич додава во рекетот за Мишковиќ. На асистенција се радуваа двајца, прецизен е Мишковиќ, има и дополнително слободно фрлање. Се реши Димитриевиќ да почне со Врањеш на позицијата број 1 на овој надпревар, само да го проследиме ова слободно фрлање на Мишковиќ, непрецизен, штета, останува на 2 поена Иван Мишковиќ. 4-4 се реши да почне со Станимировиќ на позицијата број 2 и Врањеш на позицијата број 1. Младеновиќ го предводеше нападот на кумановци на претходниот надпревар, меѓутоа не успеа да го издржи притисокот, товарот од значењето на тој меч. 25 Саша Топчов поентира, први поени за него, 6 за Крајова. И се реши стратегот на кумановци овој надпревар да го почне со една поинаква петорка која што има поинаква ориентација во играта. Пред се стамена во одбраната. Уште еднаш додавањето Мандич Мишковиќ одлично функционира ова дуо на стартот на надпреварот. 6-6 во третата минута сме. 7:23 има за игра
во овој прв период. Има лична грешка, со број 22 направи фаул Капушан. Ќе биде изведена топката од под кошот, од челната линија. Врањеш. Ова е стратегот на гостите, Анđelko Mandić. Врањеш. Се уште Врањеш. За Станимировиќ, лошо е ова додавање, загубена топка за Куманово. Не смеат вака лесно да ги продаваат топките кошаркарите на Куманово, особено не по лесно освоена топка на своја половина. Видовме дека тоа скапо ги чинеше на првиот надпревар. Кумановци на дуелот со Сигал Приштина, непрецизен е за два. Силс има дефанзивен скок, мора да се контролира овој сегмент од играта ако сака Куманово да стори нешто повеќе, иако Тенка е на позицијата број 5. Екипата од овој град практично и нема класична петка во составот на Кумановци. Со 3 четворки игра на овој надпревар. Димитриевиќ за 3, Станимировиќ нема поени. Офанзивен скок е ова за Мишковиќ, има напад од втора за Куманово. Мишковиќ, Мандиć и Шарлија може да играат и на позицијата 3 и на позицијата 4. Не е природна петката за нив. Шарлија е приморан да настапува на таа позиција. 8:6 еве водство за Куманово. Уште еднаш Мишковиќ, 6 поени се ова за него на стартот на овој надпревар. Сок вади надвор, шутира за 2 и промашува Андреј Капушан, еден од романците во составот на Крајова. Сега за 3 Мандиć, нема поени, но има скок на Шарлија. Мандиć заглавен во аголот, нема да шутира нормално. Мандиć имаше за момент мисмеч, меѓутоа се враќаат на своите позиции кошаркарите на Крајова во дефанзивата. Врањеш, влегува Шарлија, Мандиć, одлично затвораат гостите. Мандиć нема шут за 3, спушта долу, изолиране. Шарлија се обиде кон Мишковиќ. Шарлија добива втора топка. Шарлија непрецизен, штета, но Мишковиќ и тој по офанзивниот скок промашува. Силс, лична Станимировиќ, прекината контрата. 8:6, 5:22 за игра за Кумановци. Ова е веќе втора лична. 4 имаат гостите, исполнете бонус од кај нив. Секој нареден фаул ќе биде 2 слободни. Сок. Отворен шут за 3 сам, но непрецизен со број 11 Мирко Ковач. Врањеш до крај, нема поени. Ковач, дефанзивен скок. Ковач влече брзо, Ковач ја пренесува топката и сега ќе чека да се консолидира неговата екипа во распоредот. Шарлија за момент ќе украдеше топка, обид за 3, нема поени. Скок на Мишковиќ. Останува 8:6. Добро е што Куманово води по оваа бркотница на теренот, нема ефикасност на двете страни, слаба реализација. Дарко Радуловиќ се подготвува да влезе во игра во редовите на Куманово. Мандиć го промени правецот, одлично додавање од Шарлија за Мишковиќ. Штета, веќе четврти пат едно по друго не успеваат Кумановци долу во длабочината од рекетот да поентираат. Сок промашува за 3. Брзи се овие напади, ранен ган кошарка во Куманово, без премногу размислување, без кој знае каква стратегија. Па ќе се снајде подобро во ваквата бркотница на паркетот. Играше со нога, ова мора да биде напад за Куманово, односно да остане Куманово во посед. Со број 7 Кортес Силс. Уште еднаш оваа ситуација. Радуловиќ во игра, Шарлија на клупата, јасно е, Јаневски ќе влезе исто така во игра. Излезе и Станимировиќ. Прекрасно додавање за Врањеш. Во рекетот мораше Силс да фаулира. Јасна е ориентацијата на Горан Димитриевиќ, тренерот на Куманово на овој надпревар. Едноставно по оној пораз од Сигал во оние 3/4 видува Кумановци дека може да играат против една таква екипа која што е скроена за високи дострели во оваа лига. Околу $1.500.000 изнесува буџетот на тимот на Сигал од Приштина. Видува Кумановци дека може да играат со сите противници, па сака Димитриевиќ брзо да ги решава проблемите на оваа средба. Поентира
Мишковиќ за 9:6, еднаш погоди, еднаш промаши од линијата за слободни фрлања. Силс. Левак, немаше време и простор да упати удар. Има удар за 2, непрецизен на Капушан. Тој има голема слобода во играта. Романецот во романската екипа. Веќе има 3 удари и само еден прецизен. Радуловиќ за 3-1, првата тројка на овој надпревар. Дарко Радуловиќ од клупата веднаш во својот прв обид поентира за 12:6. Ковач е сопрен на спротивната страна. Врањеш побрз од сите. Врањеш, Мандиć, тајм-аут. Тајм-аут за Анđелко Мандиć. Затоа што Вукашин Мандиć постигнува поени. Чиста коинциденција се овие две исти презимиња на спротивните страни. 3:07 за игра во овој прв период, 12:6 за Куманово. Се разбира на воодушевување на оваа публика присутна во спортската сала во Куманово. I agree, we was alone. Okay, need to try. They get one foul, I don't know. I don't know. To try to bring the ball deeper, or for the big man, or to try to penetrate. Hey, every time when you have a ball here, this man who roll. Every time look at the man who roll. If this man near the wide open shot. But we need more break. We are not aggressive there in defense. Ajde, Miško had 4 offensive rebounds. We talk about that, he had 4 offensive rebounds. Imamo fist side. Fist side. Saša, Kapušan, Sils. Ovde pas, or you, or going triple stagger for Kovač. I ovde idemo stagger. Ajde. Ajde, let's go. Избор на нашиот режисер Зоран Нефовски на најинтересните моменти на овој надпревар. Куманово едноставно на почетокот на средбата се наметнува како тежок ривал за гостите. Го слушнавме гостинскиот стратег Анđelko Mandić. Не е битно на кој јазик ќе го соопшти она што сака да го каже, битно е да го разберат неговите кошаркари. Бараше игра долу во рекетот, да видиме дали ќе успеат да го спроведат сугерираното кошаркарите на крај ова сок. Одлично, Ковач беше затворен, сега шутира за 3, избрзано од неизградена позиција, изфорсиран шут, затоа промашува Мандиć. Мандиć има лична, ки има 2 слободни, да видиме кој направи фаул со број 7, тоа е Силс. Втора лична за него, 2 има и Топчов. Мандиć на линијата за слободни. Го погодува првиот обид Мандиć. 3 поени за Вукашин Мандиć. Прецизен е и второто, сок. За Силс, овој за 3, веднаш се крева на шут, непрецизен е. Врањеш, најнискиот во составот на Куманово. Ја собра топката и напад за домакините Мандиć. Јаневски за Мандиć. Јаневски знае да погоди, прецизен е Јаневски. Втора тројка за Куманово. Расте предноста на домакините. 19:6, 2 минути точно за игра во првиот период. Пивотира долго во рекетот и промашува на крај Топчов. Јаневски. Врањеш, следува замена и кај гостите. Врањеш за Мандиć, со број 15 во игра ќе влезе по Песку. Јаневски осоколен од овој прецизен удар пред малку за 3, сега промашува за 2, нема фаул. Сок. Ковач уште еднаш, 2 пати промаши, ова е трето негово промашување. Радуловиќ се избори за овој скок. Радуловиќ, тој погоди една тројка, една погоди Јаневски, 19:6 плюс 13, меѓутоа не смеат да
го продадат лесно ова водство домакините. Радуловиќ мора да играат присебно, сигурно во нападот. Јаневски, Мишковиќ, 9 поени, Мишковиќ прецизен, 21-6. Трае серијата на Куманово. Веќе 12 поен од рекетот на домашната екипа. Томиќ. Сок. Има мисмеч. Беше сам за момент Топчов. Лична грешка. Фаулиран Томиќ од Јаневски, ако добро видов. Да, со број 5 Јаневски го направи првиот фаул. Има две слободни. Попеску сега влегува во игра заедно со Марич. Но Марич седи се уште на столчето за замена, затоа што ќе го менува шутерот. Томиќ. Лоша реализација досега за Ковач, простете, не Томиќ. Мирко Ковач. Лоша реализација за него, затоа што има 0 од 5 во ударите од поле, 0 од 4 во ударите за 3. Еве го сега промаши едно, погоди едно слободно. Ковач, а не Томиќ, ќе оди на клупата. Марич во игра со број 8. Мандич. Се излекува Радуловиќ. Шарлија. Шарлија, одлично пивотира. Шарлија, прецизен. 23-7. Да не беше она слободно пред малку, скоро 7 минути ќе беа без поени кошаркарите на Крајова, поени од игра. 23-7, последни 7 секунди во првиот период. Силс ќе шутира тој, јасно е. Силс, бара простор, нема. Силс, носена топка. Носена топка, секунда и 7 десетинки за Куманово со шут од дистанца или можеби изградена позиција да го зголеми ова водство кое што во овој момент е плюс 16. Радуловиќ, Силс краде, крај на првиот период. 23-7 плюс 16, одлична партија на Кумановци. Одлична партија на Кумановци во првите 10 минути, 9 поени за Мишковиќ, најмногу од рекетот за него, 6 за Вукашин, Мандич, 2 за Шарлија, 3 за Јаневски, една тројка погоди и Радуловиќ погоди една тројка. Во рекетот одлични домакините, 14 поени постигнати непосредно под кошот на противникот. Од втора шанса по офанзивни скокови. 2 од контра за Куманово. За гостите само 6 скромни, прескромни поени во рекетот. Затоа и бараше Анџелко Мандич од неговите кошаркари да играат под кошот на Куманово. Имаат 6 поени во оние категории по загубена топка на Куманово, од втора по офанзивен скок и од контра гостите. Кај нив во првиот период интересно е тоа што од клупата ниту еден кошаркар кој што влезе во игра не успеа да постигне поени, а тоа се Марич и Попеску кои што беа двете замени во првата четвртина. 2 поена за Сок, 2 за Капушан, 2 за Топчов и 1 за Ковач. Седум прескромни, 7 поени за Крајова. Тим што го совлада Левски во првото коло на домашен терен, 73-71, веќе кажавме Куманово загуби од Приштина и тоа беше единствениот пораз на домашна екипа во првото балканско коло. 78-89 беше поразен тимот на Куманово. Теодо го совлада Балкана, Кожув го совлада тимот на Печ во првите воведни надпревари во Библ, кошаркарската лига. Силс се бара рекетот, таму е густо, затворено е, промашува Капушан. Мандич. Радуловиќ.
Младеновиќ бара топка Шарлија, се бори, Младеновиќ фрла во аут. Шарлија се бореше со Богдан Попеску. Сок. Капушан. Силс. Лична грешка, Дарко Радуловиќ ќе влезе во игра со број 5. Тревис Биро. Ќе се врати Врањеш во игра на местото на Младеновиќ. Добро функционираше екипата на Димитриевиќ со Врањеш. Младеновиќ епизодна улога во овие 2-3 минути што ги помина во игра. Останува 23:7. Немања Марич со број 8. Нема поени. Скок на Јаневски, меѓутоа ја губи топката Врањеш. Повторно е Марич со топката. Биро, Марич. Марич. Нема каде. Но стигна некако додавање до Богдан Попеску. Баш романски кош беше ова. 2 поена плюс дополнително од слободно, 23:9. Први поени за Попеску, 2 за него, 2 за Капушан, 2 за Топчов, 2 за Сок. 1 за Ковач, 3 сега за Попеску. 23:10. Врањеш. Мандич. Шарлија се отвора. Шарлија оставен сам. Мандич се решава за Јаневски. Овој непречено од никого го постигнува својот 5-ти поен. Маријан Јаневски за 25:10. Одлична антиципација и асистенција на Вукашин. Мандич. Биро промашува, има лична од Попеску под противничкиот кош. Нема две затоа што е ова прва лична во вториот период за албанците. На истекот сме на првата минута. Многу рано го исполнија бонусот во првиот период гостите. Врањеш добива топка. Видовте предмалку во кадарот двоецот на гостите, тренерски Анџелко Мандич и Милан Нишич. Джамбич ќе влезе во игра кај гостинската екипа. Мандич, Јаневски. Јаневски се двоумеше дали да шутне или да додаде, греши. Но грешат и гостите, еве контра. Штета не проаѓа овој контранапад и затоа мора да направи лична грешка Дарко Радуловиќ. Случајно топката во неговите раце, додавање со најдобра намера, се разбира, да се отвори контра, да се постигнат лесни поени. За да ја коригира својата грешка, направи фаул Дарко Радуловиќ. Плюс 15 за Куманово. Биро. Марич. Силс додавање за Попеску, овој прецизен 5 поени. Го користат неговото присуство во рекетот гостинските кошаркари и поентираат веќе 5-ти поен од оваа позиција, едно по друго во серија, ако го земеме предвид и она слободно кое што го заслужи со одличната поставеност пред малку Попеску. Врањеш сега промашува за 3. Шутот за 3 на Куманово на овој меч е вкупно 2 од 5, оние две тројки ги постигнаа резервистите, Јаневски и Радуловиќ во нивните први обиди. А промашија Мандич еднаш Станимировиќ и еве сега Врањеш. Биро. Марич. Силс, прецизен Силс, 2 поена за него, 12 за крајова, тајмаут за Горан Димитриевиќ. Не функционира составот на Куманово во овој период, во овие
3 минути и затоа Димитриевиќ бара минута одмор. Тамо Врањеш го виш лапту. Наш напад. Полу контра. Шарвија, преседи овде, Катрич, дай, седи овде. Šta je bilo? Sicer jebote, pa treba mi jedno dribliga tamo da ga zatrpaš, da visiš pola sata na obruču gore. Gledaš, ovo je šutre u 8 sekundi. Postavi, može i specijal. Miško može sada da odigra dole specijal. Siguran pas da vide. Ne sve na ivici da vi presjećati jebote Bog. Igra 11 dole, ako nema ništa. Igra 11 dole u širinu. Sve što smo odigrali, dugačko sve smo dali po jednu. 4 može. 2 smo zaboravili. Ajde, postavi igru. Ajde, bravo koš, ajde. Nema panika, ajde igra. Kumano. Секој има своја улога во тимот, ред, работа и дисциплина, тоа е максимата на некогашната, онаа стара школа која што палеше и жареше во Европа, па и во светот. XU кошарката. Искусен е Димитриевиќ, играше во Куманово, играше во Работнички. Има освоено трофеј во нашата кошарка. Ево го сега добива шанса да биде тренер и на меѓународна сцена. Бараше дисциплина од своите кошаркари, навремено излегување за додавања, да не се шутира многу брзо. Се што одигра Куманово според планираното пред почетокот на овој надпревар беше претворено во поени, а Чекори прави Мишковиќ, нема да важат овие поени. Останува плюс 11, 25-14. Беше на крајот на првиот период 23-7. За 4 минути игра само 2 поена постигна екипата на Куманово. 7 постигна гостите. Биро. Марич за 3, нема тројка, но има втора шанса. Попеску за 2, нема поени. Скок на Врањеш. За Врањеш ова е веќе петти скок, сите дефанзивни. Мандич, Јаневски, Радуловиќ, одлично додавање, ова се Чекори, ова треба да се Чекори, но ќе има лична грешка, велат судиите, претходно бил направен фаул според проценката на арбитрите. Мишковиќ фаулира. Со лактот во главата на противникот играше Биро. Младеновиќ се враќа во игра кај Куманово. Врањеш, Мандич, Јаневски има позиција да игра против Марич. Непрецизен е Јаневски во првиот обид, Попеску изфрла во аут напад за Куманово. Одлично се доближи Јаневски до кошот против Марич, штета што не успеа да погоди. Мандич за 3, ема тројка! Трета за Куманово! 28-14. Точно 5 минути помина во втората четвртина. Джамбич не проаѓа ова негово додавање, нема игра со нога. Мандич за Мишковиќ, ова е прецизен, културно, рутинирано, лесно, прецизно. За 30 спрема 14 плюс 16 се враќа највисоката предност на Кумановци. Силс. Марич. Фаулира Мишковиќ. Преагресивно во ова излегување во линија. Топка од страна има за гостинската екипа. Марич. Силс
за 3, нема. Скок. Јаневски. Врањеш. Младеновиќ. Мандиć. За 3, нема кош. Марич. Чамбич, Марич. На средината страна. Силс. За по Песко му бега топката од рацете. Таа завршува кај Мандиć, па Врањеш, па Младеновиќ. Младеновиќ ќе чека, така е, ќе чека како троши времето, има плюс 16 неговата екипа. Мора да се игра мирно, не смее да се форсира. Мишковиќ заглавен во рекетот и фаулиран. Број 15, лична за Богдан Попесков, втора. Еве зошто. По рацете противникот. Врањеш. Мандиć, Јаневски се гради, добива топка. Јаневски против Мадиć. Јаневски од противната страна промаши, сега од лева нема поени и има лична грешка по промашувањето. Веднаш прави фаул Маријан Јаневски. Станимировиќ во игра на местото на Јаневски и сега петорка со тројца надворешни кошаркари. Па, со петорица, со петмина надворешни кошаркари, затоа што и Мандиć и Мишковиќ можат да играат на тие позиции. Нема класични кошаркари кои што се тешки, кои што се стационираат во рекетот. Го промаши првото, го погоди второто. Слободно фрлање, Немања Марич. 30 спрема 15, двојно повеќе поени за 17 минути игра. Постигна Куманово од крајова. Мандиć. Младеновиќ. Мандиć фаулира, нема кош. Но има 3 слободни. Да, со број 55 направил фаул Раде Чамбич. Уште една шова ситуација. Да. Чиста лична при шутот за 3 поени на Мандиć. 9 поени до сега за Мандиć. Го промаши првото слободно. Три од 4 од оваа позиција. 31-15, 10 поени за Мандиć. Кипа уште едно. И тоа го погодува, едно промаши, две погоди, 11 поени, 32-15. 4 од 5 од позицијата за слободни фрлања за Вукашин Мандиć. Марич. Силс фаулиран од Мандиć. Ова е негова втора лична. Може би без намера, меѓутоа проценете сами од оваа репетиција. Ке има две слободни за Силс, затоа што исполнете бонусот веќе од поодамна. 2:51 ќе се игра до крајот на првото полувреме. 32-15 е скорот. Води Куманово, има игра, има контрола на овој надпревар во првото полувреме. Домашната екипа имаше нешто слично во надпреварот против Цигал Приштина. Во третиот период имаше и плюс 10 во финишот на таа трета четвртина екипата од Куманово, меѓутоа гостинот беше сепак преголем залак и на крајот се замина со принос од нашиот град. Ги промаши и Силс слободните. Мишковиќ прифаќа напад преку Младеновиќ. Мишковиќ, Младеновиќ. Врањеш. Младеновиќ. Нема тројка, големо промашување преку рекетот. Биро. Сопре таму Мандиć. Биро, Марич, Силс. Кружи топката, одлично
циркулираше топката околу рекетот на Куманово. Станимировиќ прави фаул, 2 слободни. Промашува во првиот обид, Џамбиќ, Раде Џамбиќ. Има 3 од 8 од оваа позиција, гостинските кошаркари. 4 од 9. Прв поен за Џамбиќ. Младеновиќ. Мантич промашува, нема офанзивен скок. Џамбиќ за 3, конечно прецизен. Гостинскиот тим Немања Марич и тајмаут ќе бара Димитриевиќ. Ова е прва тројка за гостите. Гостите шутнаа за линијата 6.75 8 пати. Ова беше деветиот, прецизен. Нека биде и ова 3 за Вуле доле. Ама нека биде у крајна фаза на напад. Не ми треба у 10 секунда Вуле да ми ти радиш ова. Па јесте, ама едно. Да бре, намести, ти кажав 3. Горете, нека иде пас на Вуле. Нека иде у задњу секунду. Мало сидај да има контакт на конусу. Идеш преко njega. Nije bio faul. Mora se vratiti. Svaka čoveka ne sme vaka da mi dava kućinu. Pak da pađa me odmah jebote Bog. Ideme dalje. Da probamo sljedeći napad. Isto 3 igramo. Isto 3. Odbranu igramo 3. Vule gore, Dare ti si dole. Ok. Za odbranu zboruvam. Znači Vule si gore, Miško sredinu. Pazi, bez faula samo pratiš i da ima ulaza samo pratiš. Dare ti korigiraš od ozdola. Ako ide do kraja Crnecom, ostane uvome kaj njegov kraj. Многу логика, многу вистина во советите на Димитриевиќ. 32-19, од овој 51 поен, дури 30 постигнати во рекетите на двете екипи. Двојно повеќе има екипата на Куманово од противникот, постигнато долу под кошот. Станимировиќ во пик со Мишковиќ, Младеновиќ за Мандич. Мандич фаулиран, кошот мора да важи. 2+1. Лична грешка број 5. Втора, Биро, Тревис Биро. Mora da se spusti. On ide tamo na strani, se čuva ovo. Ne može Fremci da čuva i ovoga koji ovoga dobro. Ке се врати Шарлија во игра на местото на Мишковиќ. Може да менува Горан Димитриевиќ, да ги разигрува сите кошаркари што планира да ги користи на овој надпревар. Има 102 секунди Шарлија да се врати во ритам, го почна надпреварот, потоа седна на клупата. 35 спрема 19. Марич. Џамбиќ. Украдена топка за Мандич. Мандич во гивен гол контрата која што не проаѓа со Врањеш. Се го обида Цепелин, има лична грешка. Не дозволува во неговиот рекет да има атракција. Така се игра кошарка. Шарлија. Лошо ги изведуваат слободните на овој надпревар гостите, тоа е добро за екипата на Куманово. Дури 8 промашувања, 4 од 12 за Биро, ова беа слободни фрлања
со на едно претходно промашено, вкупно 3 ги промаши сите 3. Младеновиќ нема тројка во неговиот второвид од иста позиција. Силс, Чамбич со повторно асистенција за Цепелинкова што не проаѓа. Младеновиќ уште 37 секунди бара Димитриевиќ неговите кошаркари да го трошат нападот на крајот на ова прво полувреме. Врањеш, Младеновиќ нема тројка и во третиот обид. Джамбич, Силс, брзо темпо, жесток ритам кој ќе се снајде повеќе во ваков надпревар кој што е карактеристичен само за екипите кои што имаат длабоки ротации, за екипите со многу играчи на располагање. Марич погодува за 2, 35 спрема 21 е ова. Мандич до крај, не успева да врати. Крај на првото полувреме, крај на вториот период, 35-21. Задоволувачки, одлични, па дури и импресивни плюс 14 за Куманово. Нашата екипа има игра, нашата екипа го диктира темпото. Одлично функционираат сите линии на Горан Димитриевиќ. Гледано резултатски, иако во еден момент тој не беше задоволен од начинот на кој што неговата екипа ги решава проблемите на овој меч, како и да е. Статистички гледано, за гостите 10 поени во рекетот, 7 поени за Марич, 5 за Попеску, двајцата од клупата, стартерите очајни, Силс и Сок заедно со Капушан и Топчов по 2, 1 поен за Ковач, скромни, 9 поена за екипата што го почна овој надпревар во адресот на Крајова, 20 поени во рекетот за Кумановци, од втора шанса 5 поени, од загубена топка на противникот 2, од контра 4 поени, 13 од 29 и не е толку лош процентот на реализација, нешто под 50%, додека 8 од 27 имаат шут од поле гостите. Кај нашата екипа 14 поени за Мандич, 11 за Мишковиќ, 15 минути пауза, пошто се враќаме на стартот на второто полувреме од мечот во второто коло во Бибол, Балканската кошаркарска лига меѓу Куманово и Крајова. Во Куманово. Пет години помина од последниот дуел меѓу великаните Реал Мадрид и Јувентус. Седмиот теоретски може да го промовира кралскиот клуб во осмина финалист во Лигата на шампионите. Шпанците имаат максимални 9 или 7 бода повеќе, но старата дама има врзани 3 победи и е без пораз 8 години. Традицијата на ЕУ интересен надпревар на Сантијаго Бернабеу во вкупно 6 до сегашни немало нерешено и не се случило да не биде постигнат барем гол. Реал Мадрид и Јувентус ексклузивно на македонската телевизија в среда во 20:45 на прва. Преносот од UEFA Champions League во среда ви го овозможија Heineken и PlayStation. Спонзори на UEFA Champions League. Во неговата втора мисија, Бонд тргнува против светската сила. You're doing this under orders, I know. I don't know what you mean. Liar. На истокот го чека The Cold War in Istanbul will not remain cold very much longer. моćниот спектар You've been playing us up against each other. со ново искушение. Even if you kill me, I can say nothing. If you really want my advice, you should spend a few pleasant days with us here in Istanbul, then go home. How about a cigarette? Let his death be particularly unpleasant and humiliating. There will be no failure. Шон Конери во Од Русија со љубов. Ти одбор си чета од народов мачен и крвта што тече во твоите жили за слобода даја и за живот зрачен. Храброст ја создаде легендата за костурскиот војвода Васил Чакаларов. Андартите, шпионите и турскиот аскер добиле страшен непријател. Емигрантскиот живот во Бугарија не го спречува да биде активен во задграничните македонски комитети. Македонскиот син, кој животот го дал за слободна Македонија. Васил Чакаларов во среда
Основањето на Македонската револуционерна организација е еден од најзначајните настани од македонската историја. Тоа е денот кога се појави надежта, вербата, стремежот на македонскиот народ за своја собствена држава и за своја собствена националност. Кога се зборува за основачите на ВМРО, оние кои ќе го поттикнат народот на бунт, кој што подоцна и ќе донесе до создавање на македонска држава, мора да се има предвид дека секој има свое место во историјата. Некои биле поактивни и за нив има многу повеќе податоци, како на пример за Дамјан Груев, за Христо Татарчев и Петар Попарсов, додека некои биле помалку активни, како Иван Хаджи Николов, Христо Батанџиев и Андон Димитров. Три лоши минути во Рига скапо го чинеа МЗТ Скопје аеродром во дебитот во Еврокупот на УЛЕП. Од реномираното друштво прв гостин во Скопје израелскиот шампион Макаби, но од Хаифа. Костовски за 3 од преку 7 метри погодува. Сега висок низо, Костовски погодува. МЗТ Скопје Макаби Хаифа од второто коло на Еврокупот в среда од 18:1. Минатото е предноста на русите во пресметката меѓу Виган и Рубин Казан во третото коло од УЕФА Европа лигата. Англискиот освојувач на купот, сега како член на Чемпионшип Виган, ужива во дебитантската сезона во Европа и во историската победа против Марибор и ремито со Варагем. На гостувањето на островот Рубин ќе оди со максимални 6 бода и со искуство од двата настапа во групната фаза во ритното натпреварување и четвртфиналето во Европа лигата минатата сезона. Виган Рубин е ексклузивно на македонската телевизија в четврток во 21:05. Може заедно! Работите од страна понекогаш изгледаат полошо отколку што навистина се. За среќа, секојдневно повеќе работи не обединуваат отколку што не разделуваат. Да спортуваме и навиваме без предрасуди. За нови победи, навистина заедно. Откако станала родител, Шерон Мулен набрзо сватила дека за многу проблеми нема однапред смислени решенија. Додека го шетала детето во количка, се случувало прикривката да испадне и да се извалка. Не можејќи да најде прикривка што би се прицврстила за количката, одлучила самата да ја направи. Така ја создала прилагодливата прикривка за деца Original Cozy. Практичноста на овој производ ги заинтересирала нејзините пријатели, а тоа ја натерало Шерон да размисли за неговата комерцијализација. Наскоро започнала да го истражува пазарот на производи за деца, а при посетата на еден саем заклучила дека најдобрите детски производи не се произведени од големите корпорации, туку се создадени од самите родители. Во 2000 година ја основала компанијата Инвентивен родител и ја лансирала истоимената веб страница, каде што на почетокот понудила 4 производи, а во моментов се нудат повеќе од 100 иновативни производи создадени од родителите. Секогаш постои подобар начин. Пронајди го. Стипендии за постдокторски студии на швајцарската влада за академската 2014-2015 година. Стипендиите важат за постдокторски студии кои во целост ќе се спроведуваат во Швајцарија. Целната група на кандидати се високо квалификувани постдокторски истражувачи од сите академски полиња. Целта е да им се овозможени избраните кандидати постдокторски студии на еден од 10 државни универзитети во Швајцарија или на некој од федералните институти за технологија, истражувачки институти или универзитетите за применети студии. Трајање на стипендијата максимум 12 месеци, со можност за продолжување од 6 месеци. Критериуми за квалификација на кандидатите. Стекнат академски степен доктор на науки. Периодот меѓу стекнувањето на академски степен доктор на науки на кандидатот и пријавувањето за стипендијата не смее да биде подолг од 5 години. Кандидатот да не живее повеќе од 1 година во Швајцарија во моментот на почеток на стипендијата.
Кандидатот да достави писмо или електронска пошта од професор на швајцарската институција домаќин, со која професорот се согласува да го супервизира постдокторското истражување на кандидатот. Кандидатот мора да достави предлог за истражување со вклучена временска рамка. Тоа ќе го представува носечкиот дел на неговата пријава за стипендија. Кандидатот мора да го говори јазикот кој се бара за спроведување на постдокторското истражување. Кандидатите кои веќе биле корисници на стипендија од владата на Швајцарија не се квалификуваат за втора стипендија. Пријавување. Пакетот за пријавување може да се добие по електронска пошта од Швајцарската амбасада во Скопје. Рокот за пријавување е 15 ноември 2013 година. Пријавите мора да се достават во 3 копии. Се прифаќаат само печатени верзии. Почеток на стипендијата 16 септември 2014 година. Министерство за образование и наука на Република Македонија. Прабаба ми имаше 7 деца кои ги протурка низ 2 војни. Баба ми 5 деца, исто така низ најголемата светска војна. Уста повеќе значеше глад за сите. Ние бевме 4 браќа и сестри. Немавме многу, но ништо не ни недостигаше. Денешниве млади, чекај сега работа, стан, немаме пари, има време. Ние што сме при крај на патот, немаме многу време. Сакаме да се порадуваме на многу внуци, да знаеме дека некој останува позади нас. А на младите, да им кажам дека еден ден кога ќе остарат, никој нема да ги радува повеќе од нивните деца и внуци. Се поминува. И кариерата, и гужвите, и проблемите. Семејството е најважно. А децата и семејството се нашето најголемо богатство, нашата најголема радост. Семејството и децата се нашето најголемо богатство. Пет години помина од последниот дуел меѓу великаните Реал Мадрид и Јувентус, седмиот теоретски може да го промовира кралскиот клуб во осмина финалист во Лигата на шампионите. Шпанците имаат максимални 9 или 7 бода повеќе, но старата дама има врзани 3 победи и е без пораз 8 години. Традицијата на ЕУ интересен надпревар на Сантијаго Бернабеу во вкупно 6 до сегашни немало нерешено и не се случило да не биде постигнат барем гол. Реал Мадрид и Јувентус ексклузивно на македонската телевизија в среда во 20:45 на прва. Преносот од UEFA Champions League во среда ви го овозможија Heineken и PlayStation. Спонзори на UEFA Champions League. 3 лоши минути во Рига скапо го чинеа МЗТ Скопје аеродром во дебитот во Еврокупот на УЛЕП. Од реномираното друштво прв гостин во Скопје израелскиот шампион Макаби, но од Хаифа. Костовски за 3 од преку 7 метри погодува. Сега висок низо, Костовски погодува. МЗТ Скопје Макаби Хаифа од второто коло на Еврокупот в среда од 18 на прва. Минатото е предноста на русите во пресметката меѓу Виган и Рубин Казан во третото коло од УЕФА Европа Лигата. Англискиот освојувач на купот, сега како член на Чемпионшип Виган, ужива во дебютантската сезона во Европа и во историската победа против Марибор и ремито со Варагем. На гостувањето на островот Рубин ќе оди со максимални 6 бода и со искуство од двата настапа во групната фаза во елитното натпреварување и четвртфиналето во Европа Лигата минатата сезона. Виган Рубин ексклузивно на македонската телевизија в четврток во 21:05 на прва.
Се враќаме, почитувани гледачи, на стартот на третиот период од дуелот меѓу Куманово и Крајова, македонско-романска пресметка во второто коло во Библ Балканската кошаркарска лига. Неколку поенти од првото полувреме, 35-21 е предноста на Кумановци, 23-7 беше по првиот период, многу поени во првата четвртина за домашната екипа, едноставно не му ди ништо од рака на гостите на овој надпревар. Но Куманово има многу загубени топки, дури 10-та Врањеш нема постигнато поени, па сега ако онаа кошаркарска логика, непишано правило вели дека гостинот ќе мора да почне да погодува, тогаш ќе почне, односно би требало да проработи и Врањеш на спротивната страна и би требало да бидат намалени оние загубени топки. Радуловиќ тројка! Кора во неговиот второбит, 6 поени за Дарко Радуловиќ. 22 скока наспроти 16 за Куманово во првиот период. 17 беше најголемата предност и серија од 17-0 беше најголемата серија на Кумановци во првото полувреме. Сега губат топка американците во составот на Крајова, Силс и Биро. 17 минути имаше предност Куманово во првите две четвртини, но клупата на Крајова постигна повеќе поени од клупата на Куманово, 8 наспроти 12. Шарлија решава во рекетот прецизно 40-21 и по се изгледа дека овој надпревар ќе биде еднонасочна улица според овие плюс 19 во веќе втората минута од третиот период. Биро промашува, нема скок за Попеску, аут и топка за Куманово. Може само да добие техничка Богдан Попеску за оваа негова реакција, ќе го смират судиите. Врањеш има 5 дефанзивни скокови, ако нема ниту еден поен во првото полувреме и се уште не е во негативен MVP ранкинг. Поени за Мишковиќ. (42-21), еве го двојното водство, двојно повеќе поени на Куманово. Втор пат на овој надпревар имаа 30-15. Кумановци, Силс промаши за 3. Прекрасна контра која што завршува со забивање и со тајм-аут за гостите. Врањеш за Мишковиќ. Ова вреди да се види уште неколку пати. Во два потега матиран противникот. 44-21. На истекот на втората минута од третиот период. Bring the ball on the side and go in the screen, and after the screen, attack the ball and oh, I don't understand. I don't understand. What's wrong? What's wrong? Let's go. Let's go. Come on. Kraјова on 3. 1, 2, 3. I play first off. Што е да се каже, е излишно во вакви ситуации. 44-21, разбиени противничките кошаркари во секој поглед, надиграни, натрчани, надмудрени. Димитриевиќ подготвил одлична тактика за овој противник, за овој надпревар и она што треба да се прави до крајот е да се троши времето, да се игра сигурно, да се бара контакт игра, да се барат лични грешки, слободни фрлања, за да се приведе рутинирано овој надпревар кон крајот. Попеску против Шарлија, вади надвор. Марич погоди една, нема втора тројка за него, но има офанзивен скок. Силс. Джамбич. Марич, уште еднаш. И уште еднаш непрецизен. И уште еднаш контра. И уште еднаш Мишковиќ забива. За 46-21. Расте предноста за Кумановци. Расте агонијата за гостите. Два пати во серија Мишковиќ
се изживува со обрачот на противникот. Силс, фаулиране, кошот ќе важи, ќе има и дополнително слободно, трета лична за Радуловиќ, признава бекот на Куманово. Има 3 поени од овој напад за гостите. Мишковиќ со 17 поени, сега е најдобар стрелец на овој надпревар. Мандич остана на 14. Врањеш, Шарлија. Врањеш. Одличен сплит пик ен рол на Врањеш, меѓутоа не пројдова додавање затоа што Джембич беше добро поставен во линија на додавање, само ги рашири рацете и ја пресече топката. Добро ја разби дефанзивата на противникот. Врањеш не успеа до крај да го материализира тоа, а Радуловиќ сега ја прави третата, она предмалку беше втора лична за Радуловиќ. Станимировиќ ќе влезе во игра, најверојатно да, на негово место. Дарко Радуловиќ на клупата, Дарко Станимировиќ во игра, капитенот на Куманово е на паркетот. 46-24. Джембич. Биро. Непрецизен. Мишковиќ, дефанзивен скок. Мандич. Мандич. Шарлија. Ова е повеќе од мисмеч, лична во напад. Да, со рамо во градите на противникот, кој што беше одлично поставен во дефанзивата. Школски. Наместен Джембич, насед на Шарлија. Загубена топка број 12 за Куманово. Огромни 22 поена предност, 46-24 и 6 минути 22 секунди ќе се игра во оваа трета четвртина. Меѓутоа не смеат да му дозволат на противникот, домашните кошаркари, да стигнува лесно до позиција за удар и лесно да ја разбива формацијата во дефанзивата. Ова го направи во претходната ситуација Силс, изнуди лична од Станимировиќ. По песку, Джамбич. Сега се тресат рацете и ке гостите. Кој да шутне? Марич стизна, промашува на овој надпревар. Промашува уште еднаш, но одличен скок и поени од втора на Бироу. 46-26. Јаневски во игра. Врањеш. Мандич. Мандич, 2 на 2 со Мичковиќ. На спротивната страна, Мандич. Требаше и имаше кошаркар таму на пасивната страна, сам Дарко Станимировиќ, но ова и во некој друг спорт ќе биде аут, каде што се бараат вакви топки. Марич. Джембич. Има тројка, тајмаут Димитриевиќ. Единственото логично решение во оваква ситуација, серија од 7-0 за гостинската екипа. Джамбич постигна тројка. Ова е само втора за гостите. Шутна. Имаш еден фол. Кад прими онај црнат лопту, уради му фол. Оној што овај што не може да погоди пенале. Ради, па направи му еден сега следеќи напад да го истестирamo, не може да погоди бацање. Прави ми разлику таму, улази унутра наскок право. Мачки, мачки. Сега фол бе мастер, нека погоди па. Виж дека не може фол да уводе. Можеш и ти фал да направиш. Не му давај кош да даде. Се договориме до бонус да не приме поени. Немој сега да падаме. Треба да држиме. Блок на акција. Боли блок мора да. Значи, тамо црнац кад крене унутра фал. Браво, ајде. Наградно прашање, кој е американецот од двајцата што не може да погоди ништо. 46-29. 5 минути и 28 секунди до крајот на третиот период. Има предност Куманово, меѓутоа го губи
оној жесток и пеколен ритам што го наметна домашната екипа во финишот на второто и во финишот на првото и на почетокот на второто полувреме. Сепак има доволна залика тимот на Димитриевиќ да извојува победа во второто коло во Библ лигата. Раунд робин систем, секој против секог оваа сезона, затоа што имаше многу откажувања пред стартот на шампионатот. Оние две групи што важеа во претходните сезони се фузирани во една. Четвртфинална фаза по завршувањето на регуларниот дел од сезоната. Во балканското кошаркарско надпреварување одличен пивот и завршува Јаневски со поени, постигна една тројка, конечно еве го одигра самиот да се избори за позиција 48-29. Виорел Мокану, прв пат на овој надпревар во игра со број 12 на местото на Бироу. Джамбич, Марич, Джамбич за 2, непрецизен од табла, има лична од кого? Джамбич направил фаул. Втор за него. Куманов го исполни бонусот. Врањеш, се уште без поени. Станимировиќ, Мандич, Јаневски, Мишковиќ, Мандич за 3, има тројка за Куманово. Пета тројка во 12-тиот обид за Мандич, втора во неговиот обид број 4. Ковач ке влезе во игра кај гостите. Силс, Марич. Марич одлично го послужи по Песково, искомпликува, отиде на втор обрач, сепак погодува. 7 поени, 51-31. Врањеш. Врањеш. Вади за Мандич. Мандич нема тројка овој пат. Пребрзо. Лична Врањеш. Пребрзо го упати овој шут. Може би требаше да почека Мандич. Може би требаше да се обиде да врати во рекетот од каде што Кумановци постигнаат 30 од овие 51 поен. Плюс 20 имаат на 3:48 до крајот на третиот период домакините. Младеновиќ во игра на местото на Врањеш, индиспониран шутерски, меѓутоа одлично во организацијата на играта. Има 6 скокови, има 3 асистенции. Врањеш, индекс на валоризација 4. 18 има Мишковиќ, 19 има Мандич, двајцата по 17 поени во досегашниот тек од средбата. Оние 3 загубени топки на Мандич се главната причина поради која што овој индекс на валоризација, односно на ефикасност, не е далеку поголем. Инаку сигурно е кандидат број 1 за најдобар поединец на овој надпревар. 51-32. Мандич. Јаневски против Попеску. Мандич му пречи и добива топка за 2, прецизен, 19 поени, 53-32. Мандич. Ова е Марич. Попеску. Марич. Джамбич. Попеску. Фаулиран. Јаневски. Има 2 слободни. За Јаневски, ова е трета лична. Попеску до сега постигна 5 поени, односно 7 со оние претходно. Еве го 8-миот. Нема 9 за него, има скок за Куманово. Ова е
21 дефанзивен скок. Имаат и 3 офанзивни домашните кошаркари. Младеновиć. Одлично, Младеновиć за Мишковиć. Ој, со многу среќа, сепак одлично го изработе ова и погодува. 19 поени за Иван Мишковиć. Ке биде се во ред со него. Падна незгодно. Во кадарот двајцата најдобри поединци до сега на овој меч. Мандиć и Мишковиć по 19 поени. Расте и ефикасноста нивна. Мандиć има 5 асистенции. Кој оди на клупата, Шарлија влегува во игра, Мишковиć ке се одмори. Не мора да форсира Димитриевиć, не мора да ги троши, да ги цеди своите кошаркари. Може да ротира сите што влегува во игра на овој надпревар. Сите дадоа се од себе и сите се во елемент. Диневски, Илиевски, Петровски, Маневиć ги немаме видено до сега на паркетот. Марич, нема кош. Фаулиран е Мокану од Јаневски, трета лична. Очајен е шутот за 3 на гостите, 2 од 14. Марич 1 од 5. Врањеш во игра. Јаневски на клупата. Станимировиć, Врањеш или Врањеш, Станимировиć и Младеновиć на надворешните позиции, а Шарлија и Мандиć под кошот за Куманово. Прецизен е Мокану, прв поен за него на овој надпревар. Џамбиć и Анџелко Мандиć во комуникација. 1 од 2 за Мокану, напад за Куманово. Мандиć за 3, нема тројка. 5 од 14. Украдена топка, одлично Младеновиć, штета. Останува 55-34, 2-0-6. Ќе се игра до крајот на третата четвртина. Џамбиć. Марич промашува во шестиот обид, само една тројка, но и понатаму форсира и понатаму добива слобода од неговиот тренер, пред се затоа што никому практично во неговата екипа не моди никому на овој надпревар во составот на Крајова и затоа остава Мандиć да шутираат од сите позиции неговите кошаркари. Кога и Мокану се решава, тогаш јасно е за каков момент се работи во играта на гостите од Романија. Врањеш. Добива блок од Мандиć. Врањеш. Младеновиć мораше да шутира на истекот на нападот. Тој има 4 обиди за 3, сите непрецизни. Еве тројка од Ковач. Мирко Ковач, прва тројка за Крајова во второто полувреме. 3 од 15. Станимировиć. Лична грешка на Ковач. Младеновиć. Врањеш се решава за 3, нема кош. Се уште 0 за Врањеш. Ковач. Нема кош ниту за Ковач, кој во напад. Крајова. 55, 37 плюс 18, 39 секунди
за игра во третиот период. Окану, Джамбич. Джамбич за Мокану. Направи чекори. Младеновиќ, може би последен напад за Куманово во оваа трета четвртина, има плюс 18 екипата на Димитриевиќ. Има барем еден шут во овие секунди што преостануваат. Мандич за Радуловиќ, овој за 2, промашува. Скок за Джамбич. Ковач, избиена топката од Радуловиќ. Чекаше да ја прифати Ковач со двете раце и веднаш му ја исфрли во аут, погледнете. По песку под кошот. Што од сето ова, крај на третиот период, нема лична. 55-37. Тоа што е добро за Куманово е што е одржана на висока и двоцифрена предност, иако не беа убедливи многу во овој трет период кошаркарите на домашната екипа, иако постигна 20 поени, но примија 16. 23-7 беше по првиот период, 12-14 во вториот, 20-16 во овој трет период. А вие гледате дел од највозбудливите моменти по кој Куманово е на добар пат да извојува победа. Во последните 10 минути треба да се одигра смирено, да извојува победа во второто коло во Библ лигата. По 19 поени, Мандич и Мишковиќ, 4 Шарлија, Станимировиќ и Врањеш немаат поен досега. Јаневски 7, 6 Радуловиќ. Имаше една серија од 8-0 крај ова, со која што го ублажи водството на Куманово, меѓутоа се вратија Кумановци во висока позитива. Ова предност од 55-37 е сосема доволна веќе да се размислува на следниот предизвик, а тоа е сигурно мечот со Работнички во домашниот шампионат, но ќе мора да се доиграат и овие 10 минути. Ковач, Джамбич, Сок, нема поени за капитенот на гостите. Джамбич, нема друг избор, мора да форсираат шут гостите. Джамбич, нема тројка за Ковач, но има уште еден офанзивен скок, веќе 2 во овој напад. Прави фаул Мандич. Пет од 18, односно 3 од 18 во ударите за 3 поени на гостинската екипа. Трета лична за Мандич. Джамбич. Сок. Прецизен. Четврта тројка. Интересна фигура е Сок. Синот на Тит Сок, далеку попознатиот кошаркар на Естонија, кој што играше од 79-та до 98-та. Репрезентативец на Советскиот сојуз.
55-40. Мандич. На истекот на нападот Мандич нема поени за Куманово, шанса да се намали предноста. Джамбич. Ковач, како на тренинг. Ковач погодува тројка. Ево може да биде опасно. Пета тројка за гостите. Ова може да биде опасно. Четворица ниски кошаркари околу периметарот. Само еден под кошот. Нема друг избор. Анđelko Мандич мора вака хазардерски да игра. Сега треба да го покажат сето своје искуство домашните кошаркари. Мандич. Фрлена е ракавицата, Мандич промашува, Врањеш освојува топка, а Шарлија поентира за 59 спрема 43. Односно за 57-43, простете. Джамбич. Сок. Ковач против Мандич. Джамбич. Джамбич за 3, нема тројка. Добра е, но има офанзивен скок. Ова не сме да се дозволи. Ова не сме да се дозволи, мора да се размислува прво на кошаркарите што се директна задача на секој од поединците на Куманово. Сега лична фаулирање, Марич го изнуди овој фаул од Шарлија. Добро е што промашува Марич во ова слободно фрлање. И во ова статистичка категорија се очени гостите, 8 од 19 имаат вкупно, 9 од 20, под 50% од линијата за слободни. Јасно е зашто Куманово има предност во текот на целиот меч, која што сега е само плюс 13, а беше и 27 највисоката. Фаулирање Шарлија од Джамбич. Не, од Мокану. Осум офанзивни скокови на нижа гостите. Серија од 8 постигнати поени едно по друго. Напад за Куманово. Младеновиќ. Младеновиќ за 3. Кош на Младеновиќ, 60-44, првите поени за Младеновиќ. Па време беше и тој да погоди. Ова е пети обид за него од зад линијата, 6-25, прв прецизен. Джамбич прави лична Младеновиќ. Исполнете бонусот. Сега. Не сепак трета лична на Куманово. Ковач за 3. Нема тројка. Но има офанзивен скок сега. Сок. Втора тројка поред за него. 60 спрема 46. Сепак не 3, само 2. Не, сепак еве сега корекција на семафорот. 60-47. Тројка е ова за Сок. Младеновиќ непрецизен. И по оваа тројка ќе мора Димитриевиќ да реагира. Погодува Мирко Ковач. Тайм-аут за Димитриевиќ затоа што падна предноста на само 10 позитива. 60-50. Кој ти кажа, бе, намести цела транзиција, кој чува, Ковач? Буле, врати се, ево тебе. Врати се, причали смо транзицiju да треба да зауставимо, врати се. Шта е било? Кастиш, Врањаш, кастиш, ево. Они со тројки пробаат да стизат. Ај сега не усерите, ево тебе.
Па ти кажам намести цело време на тот напад идеме и после 11 доле да може широко да изиграме пик н рол, да се спушти доле, ако е мал човек кај Вуле да му се спушти. Не може да е ситуација на Вуле да му даеш доле. А не ја даде, немој сега да влезеш у филм, немој да ми шутираш у 5 секунда. Како да не контролира човек? Со плата, а? Со плата? Сака не така да не контролирам, ќе не сконтролирам одма уште од тука. Хајде стек да буде така. Продолжува надпреварот со напад за Куманово. Радуловиќ. 62-50. 8 поени за Дарко Радуловиќ. Злато вреден кошаркар во ваква ситуација кога е тесно. Искусен е Дарко Радуловиќ со елементи на Чекор и Микану, сепак промашува. Младеновиќ. Бараше Димитриевич од него да не брза, да го троши времето. Тоа е најлогичното што може да го направи плеймейкерот. Мандич. Радуловиќ. Младеновиќ. Нема тројка. Сок. Фаул на Врањеш. И повторно сугестија од Димитриевич за неговиот плеймейкер дека има време, дека не смее да се брза. 5-18 за игра, меѓутоа во многу рана фаза од нападите се решаваат кошаркарите на Куманово да во буквална смисла кажано фрлаат тројки од неизградени позиции. Трета лична за Врањеш. 62-50 напад за Крајова. Джамбич. Додавање за Микану, навлече тројца на себе Джамбич. 62-52. Пет поени за Микану. Шарлија па Младеновиќ. 8 секунди. Младеновиќ. Радуловиќ. Се излекува Радуловиќ, ке мора да шутира. Радуловиќ за 3. Нема тројка. Ковач. Джамбич. Добро е што губат топка гостите. Мандич се реши до крај, поправа со поени. Радуловиќ вкупно 10 за него. – 64-52. Има нова лична, има бонус, има две слободни. Број 10, Младеновиќ прави фаул. Шарлија во аут, Јаневски во игра. Втора лична е ова за Младеновиќ. Две слободни за Крајова, на линијата оди Джамбич. 4-13 до крајот на овој надпревар, плюс 12 сега, плюс 11 за екипата на Куманово. Ги погоди двете слободни Джамбич. 11 до 22 шутираат гостите на овој меч од оваа позиција. За Джамбич ова се 7 поени. Врањеш, конечно Врањеш во ситуација да постигне кош, фаулиран, ке има две слободни. Трета лична за Джамбич.
Погодува Врањеш. 65-54. Погодува уште еднаш, 66-54, само Станимировиќ од стартерите остана без поени. 2 се ова за Врањеш, прескромно за најдобриот стрелец на Куманово на почетокот на оваа сезона. Џамбич. Краде Радуловиќ. И лична прави Ковач. Многу битен момент, многу значајно беше ова остварување на Радуловиќ, ова украдена топка. Тајм-аут има за гостите. Има време да се анулира оваа предност на Куманово, но треба да не го дозволат тоа домакините. 66-54, тајм-аут за Анџелко Мандич. Ajde, ajde, se probamo. First defense, we're going 2-3 zone. First defense, we're going 2-3 zone. After that, we're gonna see. Pazi, moramo da požurimo u napad. So, hurry up in offense. Even if we receive basket or not. Hurry up. And I mean hurry up. Bring the ball faster. I igraj sa Miletom. Daj Miletu, igraj hand off. Flair, možda se zakače na Flair, pa Mirku. Ako se ne zakače na Flair, igraš sa Mokanom ako pomoglo opet. Nemoj, budite u uglu, kad igram pik, ovde stani, ili ovde, nemoj ovde, ovaj čuva i tebe i Mokanova, nemoj ga bati pas ovde. Ovde budi, kad se ovaj rola dole. Ajme sad odbranimo, Ajde, now one good defense. Look, but zone 2-3. When you guard the player with the ball, it's 1 against 1. Ajde. Evo, 3, 1, 2, 3. Плюс 12 и топка за Куманово. Второ коло Библ Лига. 2 меча на домашен терен, пораз од Сигал во првиот. Левски поразен на гости во Романија кај Крајова. Врањеш. Долго треба да оди овој напад, долго, до последната секунда. Врањеш за 3. Нема поени за Врањеш. Си поигруваат со судбината, домакините. Џамбич. Мокану се отвора. Топка добива Ковач. На крајот сепак Мокану. Мандич фаул број 4. 2 слободни за Мокану. Кош за Мокану. Осум поени. 9. 66-56. Младеновиќ фаулиран. Зонски пресинг на простор, не на топка. Врањеш. Мандич. Врањеш. Младеновиќ. Јаневски. Ја бараа позицијата, ја најдоа кај Врањеш. Офанзивен скок на Маријан Јаневски. Лична грешка на Ковач. Две слободни. Бонус на двете страни. Осум поени за Јаневски.
прв пат на оваа позиција. 9 поени за Јаневски, два пати прецизен, 68-56. Джамбич, нема тројка, Мандич, односно Радуловиќ, простете. Еве го Мандич сега. Невнимателен, држена топка, Младеновиќ и Ковач ќе се борат за напад. Јаневски. Врањеш. Нема тројка за Младеновиќ. Джамбич. Ковач фаулиран. Трета лична за Младеновиќ. Успеваат домакините да ја пренесат топката во предното поле. Младеновиќ за Радуловиќ, излезе во аут Радуловиќ. 68-57. 11 поени позитива за домакините. Сок. Марич. Губи топка Марич, Младеновиќ. Младеновиќ. Аут за Куманово. И тајм-аут за Димитриевиќ. Не ми треба бре да идемо на поен. Ни треба 24 секунди. Минута и пол имаме. Два наши напада се 48 секунди. Треба само да браниме да немаме две тројки и еве завршена работа. Немој паника да влегува непотребно. Сигурно Данито изгледуваш ти. Прием лопта. Гуле, примаш, баци изгледува, прима или бранеш или три. Меѓу се во блокаду. Значи, без разлика, примаш ти. Или ти. Јасно? Ако иде овде право, слушај. Гуле, ти си овде, бранеш овде, ако има преузимање, онда примиш ти. Дугачак напад, ми мора да шутирамо у задњу секунду. Што играмо? Играмо пикет поп. Ти стои доле, само ти играш пикет поп. Јасно? Само Мандич игра пикет поп. Доле со него, широко, пас на него, ти чекај доле. 1:36, 68-57. Да се троши времето. Тоа е ориентацијата, тоа е определбата, тоа е логиката, тоа е советот. Како ќе се спроведе Јаневски, Врањеш. Младеновиќ. Мандич. 4 секунди. Мандич, нема кош. Се бори Јаневски. Марич поумешен. Джамбич. Лесни 2. Младеновиќ. Радуловиќ фаулиран.
и спуштаат на едноцифрена негатива по долго време. Кошаркарите на Крајова од средината на првиот период губат со двоцифрена разлика. Еве сега на 64 секунди до крајот Радулович го враќа својот тим на 69-59 во двоцифрена позитива. Го промашува второто слободно. Джамбич. Радулович, подарок, крај на овој надпревар. Младенович. Јаневски става точка на оваа средба. 71-59. 11 поени за Јаневски. Джамбич нема тројка. Ќе кажеме крај уште еднаш, конечно победа на Куманово. Второ коло со лада на екипата на Крајова. Да видиме со кој резултат. Јаневски 4 поени во серија, вкупно 13, 73-59. На крајот ќе биде и убедливо, како што беше во текот на целата средба. Се заканија гостите во втората половина од последниот период. Лична надмокану од Јаневски. Меѓутоа не успеаат до крај да придонесат за неизвестност на овој надпревар. Од оваа перспектива сега ќе кажеме слободно дека не беше воопшто загрозено водството на кумановци, кои што сосема заслужено ќе стигнат до првиот триумф во Библ лигата во новата сезона. Во следното коло Куманово паузира. (73-60), последни 9 секунди, крај на овој надпревар. Дали со поени. Шарлија нема кош. Плюс 13, триумф на Куманово против Крајова. Во поглед на статистиката за гостите, за поразената екипа, Ковач со 11 поени наистакнат поединец, ниту еден друг кошаркар двоцифрен. Очена реализација од поле, 19 од 57, 14 од 26 од линијата за слободни, 7 од 27 во ударите за 3 поени на гостите. Кај домашните постигнати 6 тројки од 25 обида, 28 од 61 е реализацијата од поле, некаде над 40%. Најдобри поединци Мандич и Мишковиќ со по 19 поени. Почитувани гледачи, тука се одјавуваме. Уште еднаш ќе сумираме Куманово Крајова 73-60, второ коло Библ лига. Пријатно